Добар ден на сите. Ви благодарам што дојдовте на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН со осврт на вчерашните избори. Почитувана македонска јавност, владата на СДСМ е жестоко делегитимирана од огромен број на граѓани. Односот на гласови помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ во Тетово е 2:1. Во Советници е 4:2. А ако тоа го пресликаме на ниво на Македонија, односот и во гласови и на анкетите е 400.000 гласови за ВМРО ДПМН, 200.000 гласови за СДСМ. Тоа значи дека ВМРО ДПМН во моментов би имала 55 пратеници, СДСМ 27 со се целата нивна коалиција. ВМРО ДПМН има во моментов 50 градоначалници, СДСМ има 10. Во 10 најголеми градови во Македонија власта е тотално делегитимирана. И во Скопје, вчера во Тетово, претходно во Гостивар, во Куманово исто така, Битола, Прилеп, Охрид, Штип, Кочани и на многу други места. Тоа значи дека час поскоро Македонија треба да оди на избори. Час поскоро Македонија треба да добие влада која што е способна, одговорна, која што ќе носи Македонија низ оваа тешка, жестока криза која што предстои, а за која што власта е тотално неподготвена. Почитувана македонска јавност, поразителен е фактот дека власта на СДСМ и Таче Ковачевски треба по 3 пати да повторува избори во општини како што се Центар Жупа и Маврово Ростуше, за да има доволно гласови, затоа што за време на Зоран Заев и Таче Ковачевски народот масовно се иселува, има екзодус, не може доволно луѓе да излезат на гласање и 3 пати треба да се повторуваат изборите за да се избере градоначалник. Исто така, треба да се каже дека, за жал, Таче Ковачевски може да победува само и исклучиво кога е единствен кандидат. Единствен кандидат беше Зоран Заев за председател на СДСМ и доби 99% гласови. Единствен кандидат на предлог на Зоран Заев за председател на СДСМ беше Таче Ковачевски и доби 99% гласови. И вчера прогласува победа која што не е негова. Победата во Центар Жупа е на Демократската партија на турците. А Таче Ковачевски е само споредна улога која што сака да се качи на бранот на таа победа. Но важно е дека во најголемата општина каде што вчера имаше избори, победи ВМРО ДПМН. Во Маврово Ростуше, поради притисоците на власта, поради купувањето на гласови, поради издавање на гласачи на СДСМ, на пасоши, лични карти и лични документи само во еден ден. Оние кои што гласаат за опозицијата не можат со недели да ги добијат. Затоа власта, со тој жесток пресинг и притисок, имаше некаков резултат во Маврово Ростуше. Но уште еднаш победата е убедлива и голема во најголемата општина и најголемиот град каде што вчера имаше избори. Според пописот од минатата година, според број на жители, ова се бројките. Центар Жупа 3700 жители, Маврово Ростуше 5000 жители, општина Тетово 85.000 жители. Уште еднаш, Центар Жупа 3700 жители, Маврово Ростуше 5000 жители и општина Тетово 85.000 жители. Во најголемата општина, во Тетово, соодносот ВМРО ДПМН СДСМ е 2:1, Беса го победи Дуи и доминира опозиционото расположение. Накратко се тоа, ако се каже, тоа е следново. ВМРО ДПМН убедливо победи, благодарност до граѓаните и ајде час поскоро да одиме на избори. Македонија треба и мора да гласа. Македонија заслужува подобра влада. Повелете, дали имате некои прашања? Повелете. Значи, вака, неколку работи. Мислам дека со Беса ќе соработуваме добро и коректно, затоа што и досега во Советот во изминатата година соработувавме со нив коректно, ги поддржувавме проектите на градоначалникот Касами и очекувам тоа да продолжи и во иднина. Таква соработка имаме и во поголем број на други општини,
така што искуството е позитивно, се надеваме дека ќе можеме да реализираме проекти кои што ќе бидат добри за народот, кои што ќе бидат добри за граѓаните. Во делот на ВМРО ДПМН мислам дека расте количникот и разликата во однос на СДСМ. Факт е дека имаше помал одзив, затоа што немаше избори кои што беа на ниво на цела држава, немаше избори за градоначалници и тоа ги мотивира луѓето, така што генерално, кога имате поединечни избори, не само во Македонија, туку и во целиот свет, паѓа излезноста. Но она што е индикативно и добро е тоа каде што имаше реално, објективно, компетитивни избори, каде што имаше 13 советнички листи вчера во Тетово, ВМРО ДПМН убедливо 2:1 ко победува СДСМ. Така што тенденцијата е јасна, опозиционото расположение е јасно. Веќе мислам дека и се формализираат наредниве денови преговорите помеѓу ВМРО ДПМН и БЕС за мнозинство во Советот. Заедно само ВМРО ДПМН и БЕС имаат 16 советници од 31, значи тоа е веќе мнозинство од старт. Ќе видиме дали уште некој можеби ќе се приклучи на тоа мнозинство, така што мислам дека генерално исходот од изборите вчера во Тетово е добар и позитивен. Дали имате уште некој друго прашање? Океј, ако нема, фала ви многу што дојдовте на оваа денешна пресконференција. Се ниво, пријатно.